Акција, нормално. Ефтин, Трајчов Георгиски Ефтин. Многу пати сме разговарали со тебе за театарот, за културата, но многу често и на темата колку младите се заинтересирани да отидат на театар, да гледаат театарски представи, културни настави. Денеска сакаме еден друг агол да видиме твоето мислење за тоа колку пак младите го гледаат и актерството и културата како професија во која што би влегле. Ова е посебно интересно прашање, бидејќи ти имаш и Значено. Значи, едно од најзначајните прашања кога станува збор за културата, затоа што јас извини, те прекинам. Слободно. Значи, ако ме прашаш мене, подпрашање зошто јас се бавам со оваа професија, можам да ти одговорам конкретно на два момента. Се сеќавам дека уште како дете на чувството кога гледав представа во Народен театар Штип, и тоа беше представата Волшебното бистрече, имаше представа на Миле Гроздановски, режисерот од МТВ. И се сеќавам само на чувството дека јас, кога бев во публика како дете, се дистанцирав од сите, се замислив сам во публика и сакав да се качам горе на сцена да играм со актерите. Значи, тоа представа јас што сум ме гледал, пробудила нешто кај мене. И се сеќавам на една случка, 4 години сум бил, можеби, 5. Мојата сестра ми, братучетка, како ми раскажувам приказна со влечки. Со обични домашни влечки, како кукли, и приказната беше тажна, а прито беше и мюзикал, пошто пеев, значи раскажував, пеев и со влечки, значи нешто како куклена мюзикал детски со влечки. почетоците на Ефтин. Знаеш што беше интересното? Што во тој момент, јас како им раскажував, пошто беше тажна приказната, во еден момент кревам глава и ги гледам како плакаат. А јас сум бил 4 години. И баба ми доаѓа и кажува, зашто плакате? Вика, ни раскажува Ефтин, вика, тажна приказна. Значи сум имал потреба и сум имал многу да им пренесам емоција, приказна, тоа што е нашата цел. Така да, многу е битно, уште од млади, да се посвети внимание на тие млади луѓе, затоа што не сте свесни колку таленти има. Не сте свесни. Еве во Штип, јас сега работам, имам чест и задоволство да работам од драмско студио кое што е мое, со млади умови. Талентот кој што тие го поседуваат, ентузијазмот, љубовта, исчезнува со текот на годините во нашето општество, ако не им се посвети внимание. Ако не се И сега замисли да не сум јас или да не е некој друг или да не е некој трет во други градови, да не го работи ова или ние како институција да не им обрнеме внимание. Значи, ќе исчезнат тие. Може нема сега сите да се бават со оваа професија, но ќе им помогне, ќе им се дефинираат животите. Со моето драмско студио направивме две представи со кои што отидовме на 5-6 фестивала, со кои што освоја награди децата, последно освоја со стюардеси награди двајца, еден актер и една актерка од моето драмско студио на аматерскиот фестивал во Кочани, со кои што им се дефинираа животите. Солзите кои што ги има нивните родители после премиерата ми кажува многу. Затоа што нивните животи се значени, важни, битни за ова општество. Воопшто публиката ги бара. Може ли Ефтим да се направи паралела на иста ли е приказната ако ние говориме често пати ние новинарите за новинарството, младите не сакаат во новинарството. Некој ќе каже младите не сакаат да се гледаат во овие води во оваа професија. Да. Може ли да се направи паралела или сепак е малку поинаку кога станува збор за културата и за театарот за актерската дејност? За било која дејност. Значи ова го кажувам јас конкретно за нашата професија, инаку за било која дејност иднината е во младите. Значи иднината е таму. Јас тоа го знам. И јас не бегам од тоа, и јас напротив, јас сакам да работам со младите, сакам да и дадам. Значи, греот е, јас ако имам педагошки пристап, ако знам, ако умеам со тоа, да не го пренесам на некого. Така? Значи, еве, земи го пример. Еве, јас не сум родител, ти си родител. Да. Што ќе им оставиш на твоите деца? Материјално, кола, стан, пари, што? Тоа ќе ги направи луѓе, ќе ги направи срекни. Нешто друго треба да им пренесеш. Твоето животно искуство. Тоа што си ти како квалитет, како човек. Ако тоа не им го пренесеш, џаве се парите што ќе им ги оставиш на крајот од животот. Така, тоа не се носи со себе. Останува оно што го направил човек. И сега работиш со млади деца. Има ли интерес да доаѓаат и ако комуницираш со нив, што на што најмногу да речеме реагираат за да се двоумат дали да влезат? Апсолутно, значи има страшен интерес, но додека влегуваш во работата честно и со целосно срце. Они тоа го препознаваат. Ако јас како педагог во оваа ситуација влезам од мои лични каприци и причини, тоа нема да успее.
Тоа ќе ги прашате нив, они најубаво ќе ви кажат. Последен разговор што го имав со моите студенти беше вика како ти не ставаш на исто рамниште со тебе и со твоите колеги од Народен театар Штип, кога вика ние сме аматери, кога ние сме доле. Викам сите сме исто. Сите. Мојот професор така ме научил дека сите сме исто. Мојот професор еднаш дојде кај мене и ми рече, пошто апсурдот го работевме, мене ми идеше апсурдот, го сакав и ми рече ние апсурдот по тебе го правиме. Значи голем човек кој што е со огромно кредибилитет и реноме, да ти го каже тоа, да ти каже дека јас од вас учам, младите, тоа е нешто кое што мене тогаш ме фасцинирало, многу разбирам денеска. И дека тие се на исто рамништо. И тие полнеа сали, и тие освојуваат награди, и тие се квалитетни. Без разлика дали се аматер не те прави помалце. Аматер значи повеќе љубов. Значи кој ќе излезе на сцената, ако го има она во себе, она што треба да го има, ќе излезе на површина. Апсолутно, ама тоа се е до пристапот, ти реков. Значи ако јас имам ист пристап кон сите, тоа што не успеше. Значи јас како педагог треба да бидам и психолог. Значи на секој е различна индивидуа, секој е различна психологија. И треба да знаеш точно со кого како да постапиш и како да го отвориш. Не е мојата цел дека јас сум многу добар глумец, па сега јас ќе ги пренесам и они да бидат добри глумци. Не. Значи мојата цел е да ги отворам нив и да го разбудам тоа што го имаат во нив. И на тој начин он може да го надмени учителот, а ако јас како учител или нема во било која професија или на било кој пример друг, значи има една купа драмски студија, академии кои што функционираат квалитетно, ама е заради тоа што знаат како да пристапат кон сите различно. Тоа е многу работа, многу посветеност, многу жртва, но целта е тие да се разбудат тоа што го имаат внатре. Не е целта јас да ги пренесам тоа што јас сум и јас како треба да бидам, заради тоа што само ќе ми ископираат на тој начин. Што е лошо, погрешно. А вака тие може да се родат да бидат идниот Новак Џоковиќ. Така, идниот Мајкл Џордан, идниот Бред Пит, идниот Никола Тесла. Значи, затоа што некој им посветил, разбудил кај нив, ги мотивирал и ги поддржал. Но тоа значи дека не треба да се чека кога ќе донесуваат одлука, ај каде ќе се запишам сега на факултет, па чекај да видам може глума. Порано треба да се наоѓаат. Па веројатно тоа затоа јас работам со средношколска возраст, тоа е од прва до четврта, тоа е тој период кој што одлучуваат. Јас се сеќам дека во втора година ми скисна од излегување и нокни главења и си реков треба да правам нешто значајно, отидов во театар, тропнав, сакам да работам на театар. Имав страшна потреба преку мојот психофизикус да бидам некој кој што во животот може нема да го доживеам. Значи да доживеам емотивни состојби на сцена кои што можеби во животот никош нема да ги доживеам. А тоа ни го нуди театарот, таа временска машина која што не враќа напред и назад. И отидов, почнав да работам, од тоа што сум престанал. Тоа е уште од 2003 година. Драго ми е што не споменуваш актуелни ситуации, бидејќи во Македонија сме научени да кукаме многу. Имаме цело време. Значи на луѓе не може да се гледа, види, на човек не може да му се угоди. Треба се надмина човек и да бара сепак нешто друго. Значи, тоа што го кажа ти, значи ако јас мислам од позиција на ефтим и на себично, никош нема да успеам и никош нема да придонесам. Но ако мислам од позиција за доброто на институцијата, за доброто на градот, за доброто на државата, тоа ќе препознаат другите. Не се крие. Не се крие ништо. А не е лесно да се надмине. Нашата професија е јавна. Публиката се им е јасна. Се гледа. Кој колку се жртвува, кој колку дава, препознава сигурно. Све е препознава. И јасно е кој тоа е повише од јасно. Затоа е благодетна оваа состојба и никош не може да влијат нели други влијанија освен тие своите кои што ги презентираш пред публиката, затоа што е јавна. И вашата и нашата професија. Толку е. Сакав тоа да те прашам затоа што ние во нашата професија, во новинарството, постојано се расправаме, секоја година се помалку и помалку се одлучуваат деца да влезат да се запишат на новинарство. Сакаат да работат директно да прават интервју со председатели и со премиери, наместо да почнат од почеток. И ние ја наоѓаме целата таа вината ја наоѓаме во тоа што сме малку платени, имаме многу проблеми во тој смисол. Па ева, ако ме прашаш мене, јас зошто се бавев со оваа професија, јас сакав ти кажав, значи не ми беше предизвик платата. Јас кога бев средно, платата беше многу ниска. Но јас не ми било предизвик парите. Ако јас сакам, ако ми е мене во животот предизвик, јас до сега ќе си отидам во оваа држава. Ти реков пред малце, дека пред 10 години ме праша каде се гледам себе си. Реков во Македонија и во македонскиот театар да биде number one театар во Европа. Половина остварено, половината треба да се работи. Ама се зависи од сите нас, од колективот, не зависи од еден човек. Значи од амбицијата наша колективна. Види, нормално е да не сме сите исто амбициозни.
Нормално е сите да не сме исто вредни, но треба да се прифаќа убавата енергија која што води кон просперитет. Која е целта моја, ако јас не излезам како продукт, мојот продукт е улогата, представата која што сум ја направил, така? И ако ова представа остане само во штип, која е мојата цел? Која е мојата амбиција? Работам за плата? Што ќе ми е таа плата? Ако добро те разбирам, твојата идеја е дека колку и да има проблеми во професијата, колку и да има проблеми во одредена институција, колку и да се расправаат луѓето, колку и да има нешто на кој што Евтим Трајчов веројатно навечер кога ќе легне со горчина ќе размисли ова не оди. Па нема ти кажам, фати ми го грбот, малце, фати ми го грбот, да? Фртли. Треба масаж. Фртли, знаеш колку ножеви има заподено во овој грб? Ама сум вага навикнат сум, сега не ме боли. Колку е битно тоа да се надмине човек и да заборави на тоа? Па да се надминеш себе си е прашањето. Значи, тргнуваш од себе си. Јас ако се борам за чиста околина, ако сега после ова јас фрлам книшче, мало книшченче, то кацко, ако го фрлам на улицата, го негирали тоа до сега што сум се борел за чиста околина. Колку се паѓа во Значи вода. треба да тргнеш од себе си. Тоа ли би било Треба да порака тргнеш до од себе младите? си. Па, младите не им треба порака, младите им треба поддршка. На младите им треба поддршка. Тие имаат желба, имаат мотивација, имаат ентузијазам, имаат љубов, кој што со текот на времето, како старат и како улаат во институциите, тоа гасне и се потиснува. За жал не сме поставени ние на државно ниво, не сме поставени стабилно и не чекориме сигурно, така да тука го наоѓам проблемот. Че треба да ги третираме малку подобро во институциите, затоа што колку деца има во твојата школа? Па 15-20 кои што се актуелни, но сакаат постојано да влегуваат, но ми треба, знаеш, да се... Има ли што постигнаа веќе резултати на сцената се и како што кажа, има и награди. Имаме две представи овие 2 години, имавме испити, нели, нормално, но зборам конкретни представи. Тоа е Who the Fuck is Sunday, кој што е за млади, и Стюардеси. Тоа се представи кои што видоа, сите представи видоа вкупно, не знам, има 5, 6, 7 фестивала, не ме фаќа точно за збор. Отидовме на многу гостувања из цела Македонија, Виница, Прилеп, Кочани, секаде отидовме, освоивме награди, децата освоија награди, така да тоа се веќе успеш. Тука пуневме сали во Штип, се бореа за карта, имаше за стюардеси, еве сега може пак ја поставиме стюардеси. Има проекти кои што сакам пак да ги спремам. Значи, пошто јас знаеш дека и работим и на неколку места, и во Штипски театри, и работим и во Скопје на хонорарно на филмови, на серии, и наоѓам време, сакам да се обидам да најдам време, ама Зезнатото е што јас сум боркохолик, па сега, знаеш, не може на кондиција. Време малку. Ќе има работа, ќе најдеш време, ќе немаш. Или ќе наоѓаш време и повеќе од 24 часа, не како политичарите. Но една друга ситуација со која што се соочуваме, не сакам многу да говорам, меѓутоа пандемијата сепак е влијае. Какво е влијанието на културата, се почувствували тој период кога празни сали, кога не можеше ништо? Апсолутно. Значи, пандемијата е страшен одрз на тоа негативно влијание на нашата културата, на спортот, на се што е поврзано со публика, така? Со тоа што, например, во нашите сали, знаеш дека се редуцираше капацитетот на 30, па сега е на 50, па со маска, па со сертификати, со многу работи, и тоа одвлекува внимание и публиката исчезна. Тоа е нормално. Но не знам, индивидуално јас, ако ме прашаш мене лично, јас во време на пандемија бев на неколку фестивали, освоив награда, на 2 фестивала освоив награда, значи имав монодрама, имав приватен проект, имав тука 3-4 представи во театарот. Ние успеавме сега во Народен театар Штип да сработиме 3 проекта кои што се зададени од Министерството, така да мислам дека така да, играше едно штипско ми излета и тоа штипско да викам си кога ќе е моментот кога ќе освртам на штипски. Имаме. Што е штипска емисија. Сакале, не сакале си иде. Така да јас не сакам да се оставам таа кондиција што имав пред пандемијата да ми влијае и да, што е тоа голем период за актерот. Знаете, на нас сум го кажал тоа многу пати, телото и умот ни е инструментот на кој што ние свириме. Ако тој не е во кондиција, ако тој не е наштима, ние не можеме да бидеме да го искористиме капацитетот кој што го поседуваме како актер. Има ли по-лоша работа од само сожалување? Ништо по-лошо, ништо У моментот кога ќе се пожалиш, тоа е најлошата форма на егоизам. Да. Само сожалување. Мислиш сам на себе. Само сожалување.
Ти пречи ли понекогаш, ова е надвор од темата, може би меѓутоа, ти пречи ли понекогаш што во нашата држава се изедначуваат нештата, се прави како да актерството е исто како и било кој друг труд. Новинарството е исто како и било кој труд. За нас новинарите ќе знаат. Зависи од кого доаѓа. Зависи од кого доаѓа. Значи, уопште не ми пречи, секој може да каже свое мислење, но знаете, мене ми придуваат луѓе, публика кои што нели го обожаваат театарот и те гледале не еден. Значи, имам милион примери на луѓе кои што ќе дојдат и ќе кажат убав збор за тоа што си го направил и ќе те допре. Значи, ти си успел да ги допреш нив. Ти си успел, еве, не знам, последната представа ни е за депресија, човек кој што е во депресија, кој што нели сака да се го земе животот. И сега има некој од публика ми кажува дека таа представа му влијала позитивно и сватил дека животот е прекрасен, така се вика представата, и дека вреди да се соочиш со сите проблеми. И ми тоа ми го кажа. Можеби е по-сериозна професијата доктор, лечење на луѓе, вие не лечите луѓе, но не е така, лечите душевно, значи не е само физичкото, има и друга болка која што треба да се излечи. Така да, ако ставиш пример, тоа не сум го јас измислил, се знае, значи имаш обични луѓе, уметници, гениалци. Тоа што може да го направи уметникот, обичниот човек не може да го направи. Тоа што може да го направи гениалецот, не може другите да го направи. Така да, има разлика. Кој го гледа, тој како го гледа, тоа си кажува мнозинството. Значи, треба да има секакви луѓе. На почеток кажа, идејата да бидеш актер е од кога си гледал представа и си рекол јас сакам да бидам горе на сцената. Може ли некој што не влегол во театар да види представа, да биде актер? Што не влегол во културна институција да проследи изложба, да работи во културата? Имаше зезанција пред неколку одамна години. Нели се распределува луѓе од различни институции во културата. Од шумарство. И да, и на колегата Милорад Ангелов на шега кажа, вика као шо те ставиме, нели? Вика, можеш актер? Ова ти што го постави праша. Вика, то прв ли сега на вие години? Да ми не е проблем. Не е проблем. Не, види, во Холивуд функционираат и без академија, така? Имаат талент, ама работат и учат од големите режисери. И они со тоа се градат. Леонардо Ди Каприо земи го, тој нема академија, но тој учил од големите режисери. Значи има милион примери. Не може секој да се, значи некој ќе каже, еве дај симплифицирам работата. Што правите вие таму, глупирате се на сцената? Слободно. Како на нас новинарите. Да, слободно, дојди. Ти знаеш што дали знаеш што се случува на сцената? Значи на сцената се збориме сега, види, јас можам како актер, така, улогата е да не дадам ништо од себе си, а можам да дадам повеќе од себе си, да не се надбирам себе си, пак индивидуално. Затоа прават разлика кој е добар актер, кој не е добар актер. И зошто е добро, зошто не е добар. Значи се зависи од твојата ангажираност, твојата посветеност кон својата професија и дали ја сакаш доволно. Тоа е тоа. Ама тоа што тој актер ќе го даде се од себе си, пошто ги има многу такви актери низ Македонија и во нашиот театар кои што даваат, гриза на сцената, тоа не може ништо да го замени, никој не може да го реплицира, не може ни да го повтори, не може ни да го издржи. На сцена 3 пати поинтензивно живееме, 3 пати повеќе трошиме животна енергија отколку во животот. Емоцијата која што ја вадиш, која што треба да ја преживееш низ себе си, комплексноста на задачата да доловиш лик кој што е вистински, кој што не е вистински, кој што треба ти да го измислиш, кој што треба публиката да ти поверуваат на крајот на краиштата. И на крајот кога ќе се случи таа фасцинација во публиката, кога ќе пренесеш енергија, кога ќе го стоплиш срцето, кога ќе се шокираат што си ти направил како човек, индивидуа, тоа не се купува со никакви пари, тоа не може никој да го направи освен тој талентиран поединец. Што ми спомена парите во делот во кој што сакам ти поставам неколку прашања на кои што очекувам одговор што бираш. Ќе биде на пример 1000 денари за театарска представа или 500 денари за фудбал. Значи јас би ги ценел и двата случаи, односно и фудбалот е некој, еве јас сум фан за Манчестер, така да Юнайтед. Тој. Сити е вештачки клуб. И сакам, затоа се вика Theatre of Dreams, Олд Трафорд. Така да
се има вредност доколку се внесеме целосно, а не како што сега Манчестер се внесува од финансиски гледен аспект. Така? И зашто не води во Не води затоа што го водат менаџери, бизнисмени, односно финансиери, а не го водат фудбалски луѓе кои што сакаат фудбал. Така да истото е и со професијата, со нашата култура, значи со било која професија, со менаџерството, со медицината, со било кој го стави. Потешко прашање. Така да, на поентата е дека треба театар да се каже. Еве, конечно, јас сум среќен што картата кај нас рипна од 100 на 200 денари. И уште има луѓе што сакаат да платат. Ма апсолутно, што е 200 денари, пивото кој што сега ќе го испиеме кошта 150 денари. Како може 2 месечен труд мој на сцена со колегите, каде што душата ја даваме, да кошта 100 денари на ниво на... А најмалку од сепак од тоа се плаќаат актерите. Тоа се Не, минимални средства што се собираат. тоа се средства за театар за да прави Да. нови представи. А инаку ние си земаме плата од Министерството за култура. Значи тие пари влегуваат во касата на театарот, каде што тој со тие собствени средства може да направи нова На крајот представа. на краиштата се поставува, така се покажува и односот на тој што дојде на театар кон представата, дека ја вреднува кога веќе плаќа. Други, ај потешко прашање, да гледаш некоја представа во театар во кој што најмногу би посекал да отидеш, а истата вечер да те пора Моника Белучи да бидеш со неја. Што ќе изречеш? Ај сега. Моника ми ја погоди пошто но блиски колеги сме, Така, комуницираме, така. често значи ја почитуваме. Само да некако Игор Џамбазов со... Да. Види, ќе ја покана Моника Белучи заедно да одиме на театар, така да Добро вештение. Аца Лука, знаеш ќе ли се кој е? поминеме многу добро. Аца Лукас, тој мрсниот е. Го знам, да. Би одел на негов концерт? Не. Никако? За среќа не слушам Турбо Фолк или Струско, така да не, почитувам секој си има право на своje вкус и мислење, но сепак знаеме некои работи кои вредат, кои не вредат. Со сета почит и респект и кон тој и сепак и тој е човек. Еве замисли да ми е тетин, пример. Аца Лукас да ми е тетин. Нема да го вреѓам, нема да го навредувам и тој си работи честно во својата професија. Малку помалци помага, ама На која зезам. на која песна би се расположил? Ако гледа интервјуто, Аца Лукас ќе ме Да знае. А ако во кафена не знам дали одеш, меѓутоа на која песна би се расположил толку да треба да дадеш пари на музиката? Имаш ли таква песна? Значи, Нешто ти види, не го можам, значи, гледај, нема ништо да почестиш некого. Значи, правиме разлика. Јас секогаш кога одам во кафана или во дискотека, сакам да оставам бакшиш на тие луѓе кои што ти дале услуга. Односно не на тој кој што вика кој ќе ти биде намкюри кој ќе го трчаш да го бркаш да ти услужи, него тој кој што дојде тука да ти значи да ти пренесе некој позитива, така. Со задоволство ќе дадам пари за да го почестам бакшиш како што е редот. Но во никој случај ќе ти направам паралела, не можам да го сватам тоа. Седиш на свадба или кафана, си ги извадил парите, може би последните пари или на кредит 50 евра или 500 хилјадарки и една по една ги лепиш на пејачката, на пејачот и го на некој начин го понижуваш со тоа што му шлапкаш парата. Мислам, тоа е нечовечки, тоа не е тоа покажува фрустрација, тоа покажува недораснатост, тоа покажува недоволно маж, недоволно човек кој што не се вреднува сам себе си, има не мора да биде Турбо Фолк. каприцна вредност. Ама која е песната која што ти оди во глава постојано? Имаш ли своја песна? Многу песни имам кои што ми одат во глава, значи мене музиката ме мотивира и за навечер кога слушам музика, секогаш за секоја улога имам конкретно песна која што или е дел од представата или мене ме мотивира, која што се поврзувам со својата улога, за кој што ми помага после за да влезам во улогата, за да се спремам за улогата. Правевме муавет за една сцена пред малку која што многу ми навелат за 10 Оскари е. Многу се такви сцени од маратонци трче почесни круг. Дали е предизвик на пример да се направи представа после одигран, после филм кој што е толку популарен, на пример? Апсолутно да, ама ако се најде клучот и ако биде автентична со екипа која што тоа може да го изнесе на нов специфичен свој начин, а не да се повторува. Значи, уметноста никогаш не може да се повторува. Никогаш. Значи, нема реплицирање на уметноста. Или нема до таа мера нема реплицирање ниту на една представа. Например, јас сум учествувал во представи кои што имале 150-200 изведби.
Што значи ти 150 пати да ја преживееш истата? Или ќе одлучиш да ја ископираш, кој што нема да биде квалитет, кој што публиката ќе го препознае, или ќе одлучиш секоја представа да биде нова представа, иако е истата, но да биде нова за да ти поверува публиката. Зашто ние живееме на сцената. Не сме ние роботи. Така, филмот е лесно е. Така, кога сум имал премиера на филм, ми е лесно. Тој за мене, тој што е другиот Ефтим што е на екранот, тој глуми за мене. Јас сум релаксиран. Така. Каде повеќе сакаш, на сцената или на телевизија, на филм? Види, мојата душа припаѓа во театарот, но се повеќе сакам да се насочам кон филмот и платното, заради тоа што таму можеш да достигнеш до поголем аудиториум и да влиеш на повеќе со твојата уметност и со твојот... Ова, моето последно прашање можеби да мислам дека колешките од Македонија, актерките, не знам, ако сакаат нека не го гледаат. Ако треба да глумиш сцена, Нема проблем, гол, што? Кажи што? еротска сцена. Еротска сцена. Со која актерка не би глумел затоа што е премногу згодна? Затоа што е премногу згодна. Па ако е премногу згодна, зашто не би глумел? Па, дали можеш да одглумиш? Апсолутно да. Значи, со секој дел од телото треба да глумиш. Така да мислам дека потребно е за сцена, дали е еротска, дали е љубовна сцена на филм, потребно е да има хемија. Затоа ги кастингот, режисерот кој што го бира, например, ако го најде едниот актер, после прави проби другата актерка или ако е најде актерката, го прави проби со актерот кој што со него, со тој што е првично избран, за да видат дали ќе има хемија меѓу нив и затоа што на филм исто не можеш да излажеш, хемијата не можеш да изглумиш. Ако нема хемија, нема да има добар филм. Ако си добар глумец, ама нема да избереш затоа што немаш хемија со партнер. Сега, последно, ова е последно на вистина. Ако Ефтим Трајчов не е актер, што ќе беше? Или космонаут, пошто ме интересира Вселената и сакам во животот, желбам ја да се качам на месечината и да се качам на Марс, пошто веќе е тоа возможно. И сакам да се одделам од оваа планета Земја и да направам една перспектива, не знам дали се гледал Ад Астра со Бред Пит и каде што го бара татко му, тој е на астронаут и го до Плутон, оди до Плутон и го гледа и таму се среќаваат, имат лош однос со татко и однос и како ти кажам, ако се сретнеш, ако се најдеш горе на сега е достапно тој комерцијални летови има, и кога ќе погледнеш одозгоре проблемите не се толку страшни. Како што ни изгледаат на нас од овде. Се е релативно. Рече едното би бил космонаут, имаш и друго. Возач на Формула 1, исто огромна желба за трки за Формула 1. Така да тоа се две работи кои што сакам да ги остварам во животот. И да се тркам, и да се качам горе, и да може ќе ја сменам. И како актер имаш време? Да, имам време, да, апсолутно. Значи, за на крај да снимај. Чекај, еве го, снимам. Значи за на крај да повториме, јас и Тони спонтано Ќе се менјаме. не се договоривме и заедно сме хрома. А тоа значи дека само главите ни се гледат, но На следна представа, у која представа мене ќе ме пуштиш да глумам наместо тебе? спремен си? Спремен си? Зависи од актерката со која. Да ти кажам, тој ми е кеф да те видам тебе на сцена, јас во улога на водител. Може Па да, така ќе бидам. Пошто имам неколку прашања кои што сакам да ти ги поставам. Ама се подготвам. Да се подготвиш. Фала ти за поканата.